Кај Велешани постои голем интерес за усовршување конверзација на англиски јазик. Ова ги охрабри надлежните од локалната библиотека да го продолжат овој проект кој започна минатата година. Директорот Крајчев е задоволен како од интересот, така и од идејата за спроведување на оваа активност. Поседувањето на одреден вокабулар на јазик, значи познавањето на само зборови на јазикот, не подразбира дека вие знаете да го говорите тој јазик, односно главниот проблем настанува тоа што ќе треба да склопите реченица, односно да можете да се впуштите во директна комуникација на јазикот. Токму таа можност имаат овдека пријавените граѓани, со тоа што добиваат можност да преку работа во помали групи да го користат јазик, односно да комуницираат на англиски јазик. Заинтересираноста е голема, значи во првиот дел, оној кој што се одржа минатото лето, имаше некаде околу 40 пријавени кандидати, сега имаме некаде околу 100. Обуките ги вршат волонтери од Мировниот корпус. Ненси, која ваков вид часови спроведувала и во Америка со ученици од Мексико, вели дека заинтересираните солидно ги совладуваат комуникацијските вештини. It's amazing to me how many people signed up to come to the classes. За мене е изненадувачки колку луѓе одлучија да вежбаат комуникација на англиски јазик. Некои го владеат јазикот повеќе, некои помалку, но речиси сите го разбираат поголемиот дел од англискиот јазик. Тоа е практика на која ќе продолжиме со работа. But almost everybody understands most of the English, so it's a practice that we're going to work on. Стотината посетувачи на обуките доаѓаат во 3 групи еднаш во неделата. Часовите се во траење од 90 минути и истите ќе се спроведуваат во следните 2 месеци. Стои 50 велешани официјално од вчера тргнаа на работа во германската фабрика Дрекслер Мајер во Кавадарци. Оваа фабрика за велешини во моментов е најатрактивна за вработување. Директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски најави дека во наредните денови во Дрекслер Мајер ќе има нови вработувања. 1000 невработени велешани се очекува до крајот на оваа година да почнат да работат во оваа германска фабрика. Наредните неколку дена ќе уште 100 велешани ќе се приклучат на таа група и некаде до април месец према плановите што имаме со компанијата за кои што поседуваме, некаде до април месец ќе имаме 800 велешани вработени во Дрекслер Мајер. За работа во Дрекслер Мајер може да аплицираат сите невработени граѓани. Германската фабрика за да ги вработи граѓаните не бара посебни услови или квалификации. Потребно е само кандидатите добро да работат со рацете и да умеат да ги разликуваат боите. Наједноставно е што Дрекслер Мајер не бара некои посебни занимања, познавања така на. Вели дали има чувство за рачна работа, бидејќи нивната работа е со раце, значи дали има чувство со раце, дали се прецизни во тоа и познавање на бои. Тоа се двете најосновни работи и да има желба да работи. Другото е се учи, се осознава со текот на работа. Дрекслер Мајер во Кавадарци не е единствената фабрика каде велешани бараат работа. Тие во последно време многу се заинтересирани за работата во фабриките лоцирани во индустријската зона Бунарџик. Тие исто така се надеваат и на вработување во новата германска фабрика Маркарт, која ќе биде лоцирана во индустријската зона Каласлари. Четириесет и едно лице заболено од сезонски грип регистрирал Центарот за јавно здравје од Велес. Од таму појаснуваат дека овој број не е алармантен. Епидемиологот од Центарот за јавно здравје доктор Билјана Трајкова вели дека иако е мал бројот на лица кои се болни од грип, сепак треба многу да се внимава. Препорачува да се јаде многу овошје и зеленчук, како и да се носи топла облека. Превенцијата се состои во тоа да во овој период од годината, значи што повеќе се јаде овошје, зеленчук, витамини, се пијат доволно течности. Се уште не е многу, значи не е многу ладно времето, меѓутоа треба слоевито облекување, значи да се носи и потопла облека, која што може да се соблече, па потоа во затворено да се седи со некоја полесна облека. Значи сепак треба да се облекуваме. Значи внимание многу да се обрне на контакт со лица кои покажуваат знаци за болест. Значи да се избегнува контакт со такви лица. Најголем број од болните биле на возраст од 15 до 64 години, а има и болни над 64 години. Од Центарот за јавно здравје известуваат дека во моментов во инфективното оделение во општата болница во Велес има само 6 пациенти, кај кои се установило дека грипот напредувал. Конкретно сите случаи и пријавени овде не се тестираат. Значи тестирањето се врши исклучиво во Скопје на лица кои што имаат потешки компликации од грипот
и евентуално се испратени на болничко лекување во Скопје. Значи лицето кое што почина, жената 67 години од село Иванковци, кое што почина од грипот, значи таа имаше H3N2 тип А од грипот и имаше испратено исто така една трудница од Горно Јаболчиште, која што исто е во добра општа состојба. Споредбено со податоците од Центарот за јавно здравје во текот на јануари минатата година, во Велес биле регистрирани вкупно 124 лица заболени од грип. Од Центарот за јавно здравје очекуваат дека бројот на пациентите кои поледуваат од сезонски грип ќе се зголеми заради почнувањето на второто полугодие од учебната година. Воедно апелираат до сите граѓани кои се приморени да се грижат за лице кои има грип, да користат маски, почесто да ги проветруваат просториите и што почесто да ги мијат рацете. Локалната самоуправа преку јавен оглас бара изведувач за изградба на улици и локални патишта, како изградба на водоводна, примерна и секундарна мрежа. Време траењето на договорот за изведувачот за изградбата на локалните патишта и улици трае 11 месеци, односно 335 дена. Изградбата се планира да започне од 15 февруари и да финишира заклучно со последниот ден од оваа календарска година. Сите услови за добивање на тендерската документација, како и дополнителните документи, заинтересираните треба да ги исполнат и достават надоцна до 6 февруари напладне, кога ќе бидат јавно отворени по просториите на општината. За вториот оглас, изградба на водоводна, примарна и секундарна мрежа, има процената вредност без ДДВ од околу 4,5 милиони денари. И овде договорот на избраниот понудувач ќе трае 11 месеци, а заинтересираните целосните документации треба да ги достават најкасно до 6 февруари во 10 часот, кога јавно ќе бидат отворени понудите. Поранешниот директор на Општинското основно училиште Васил Главинов Асен Прличков со писмена реакција денеска се огласи по вчерашните обвинувања на ВМРО ДПМН дека токму во негово време во Васил Главинов беа отстранети 30 на дрва од училишниот двор. Прличков тврди дека истите под дејство на силен ветар и снег се откорнали и надвиснале над прозорците и фасадата на училиштето, нанесувајќи материјална штета. Токму поради ова, тврди тој, во 2010 со дозвола на Дервен и локалната самоуправа истите биле отстранети, а тоа вели значи дека и Петре Саздов ја поддржал оваа одлука. Прличков реагира и за отворениот поливалентен простор. Истиот го предложи и го изгласаа во развојниот план на училиштето 120 наставника. Тој се користи за отворени часови на пролет за забава, физичко, ликовни колонии, а богами и за чаламење на вашите високи функционери на ДПМН кога на 1 септември им мафтаат на првачињата. Како и да е, истиот е направен од пари на УСАИД и Светска банка, впрочем како и се што е направено во училиштето во моите 2 мандати, стои во дописот. Задача на тогашната власт, смета членот на СДСМ, била да засадат трева, но и тоа не го сториле. Прличков го повтори ставот на своите сопартијци, дека власта го гради паркот не поради граѓаните, туку поради атрактивноста на локацијата, со што смета им е одземен дворот на учениците во Васил Главинов. Општина Велес категорично ги отфрла обвинувањата на СДСМ за програмата за работа во областа на располагањето со градажно земјиште во сопственост на Република Македонија за 2014 година. По писмена реакција до медиумите велат дека тврдењата на советникот Домазетов од СДСМ се паушални и класичен обид за политички маркетинг и представување на погрешна слика пред јавноста. Во реакцијата од локалната самоуправа додаваат дека за само 20 дена од 2014 година продадена една парцела со површина од 100.000 метри квадратни во новоформираната индустријска зона Караслари. Од продажбата општината инкасирала приход од околу 6 милиони денари. Од општина Велес велат дека наскоро ќе биде распишан и огласот за продажба на останатите 5 парцели во индустријските зони, Караслари и тунел, како и огласот за продажба на повеќе локации во општината наменети за индивидуално домување. Локалната власт ги наведува изработката на планската документација за индустријската зона Речани и за езерото Младост. Од општина Велес сметаат дека ова се фактите кои им даваат за право да веруваат дека програмата на општина Велес за работа во областа на располагањето со градажно земјиште во собственост на Република Македонија за 2014 година во целост ќе биде реализирана до крајот на календарската година.